Со ревитализација на исклучително лошата патна инфраструктура и со осовременување на пола век старата водоводна мрежа, општина Македонски Брод ќе се обидува да го заштити производството и пласманот на автохтониот висококвалитетен поречки костен. Поречието за жал е препуштено само на себе. За централната власт како да не постоиме, па како локална власт со сите сили се трудиме сами да си обезбедиме каков таков економски развој, барем со искористувањето на тоа што во изобилство ни го дала природата, вели градоначалникот Жарко Ристевски. Кањас костенот е автохтона сорта, цели костанови шуми се и нормално доколку немате не може да се стигне до сите затоа што патиштата реално по шумите не се достапни. Сега во одреден дел ние како општина работиме во ревитализација на дел од патните правци, а исто така во однос на водоснабдувањето работиме на неколку инфраструктурни проекти да го зголемиме процентот на доток на вода и да го зголемиме квалитетот на самата вода. Во поречието се произведуваат просечно годишно околу 300 тони костени, чиј откуп и пласман е доста проблематичен, бидејќи не постои јасна национална стратегија, па секој производител индивидуално се снаоѓа како знае и умее. Најчесто костените ефтино им се продаваат на прекупци, а кои потоа на пазарите ги препродаваат по екстремно повисоки цени. Реален проблем имаме со откупните цени. Ние како општина веќе водиме соодветна стратегија да донесеме инвеститор во поречието кој ќе помогне во кај што ќе имаме легален откупен пункт и ќе имаме баре полупроизвод од костен или калибрирање на самиот костен, па потоа тој од тука да се извезува во Македонија или надвор од неа. Инаку, со цел поголема популаризација на поречкиот костен и на производите од него, но и на поречието воопшто како еден од најеколошките региони во земјава, вчера и денеска во Македонски Брод по 16-ти пат се одржа традиционалната костенијада, која од годинава е ребрендирана во фестивал на костенот. Од општината уверуваат дека потенцијалите на поречието се огромни, особено за развој на селскиот и ловниот туризам, како и на екстремните спортови. Но со ваква пасивност и незаинтересираност од државата, ќе ни остане само желбата. Разочарано коментираат бројѓани.